Која е логиката да се обединуваш со луѓе кои што знаеш дека ќе ти нанесат штета, како Петар Богоевски, како Љубе Бошковски, како Стојан Чангелов. Значи луѓе кои што не се прифатени од членството на ВМРО-ДПМНЕ. Кој го смени името? Овие луѓе. Овие помогна. Да, Прво помогна, сите беа против Грујо, да се сруши таа номенклатура. Јасно е дека операцијата за промена на Грујо почна затоа што сватија дека нема никогаш да го смени, додека е на власт, никад нема го смени името. И тоа е факт. 72 има тука фанови имаме на Мицковски кои што тврдат дека ќе има 70 пратеници. Која е логиката да се обединуваш со луѓе кои што знаеш дека ќе ти нанесат штета, како Петар Богоевски, како Љубе Бошковски, како Стојан Чангелов. Значи луѓе кои што не се прифатени од членството на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи ги сметаат за луѓе кои што ја предале партијата во клучни моменти за неа. Односно биле на погрешната страна, односно биле на страната на Зоран Заев. Да. Тој ли Која е логиката? Кој го смени името? Ти ли го смени името? Не, овие луѓе. Овие помогна. Беа... Прво помогна, сите беа против Грујо, да се сруши таа номенклатура. Таа номенклатура со целиот критички однос, значи не викам нити дека била совршена, нити дека била чиста, имало таму секакви луѓе. Меѓутоа, јасно е дека операцијата за промена на Грујо почна затоа што сватија дека нема никогаш да го смени, додека е на власт, никад нема го смени името. И тоа е факт. Овие сите деланки, значи, Љубе, вчера го покажавте и мислам и вечер треба да го покажеме, како разговара со грчки шпион ли беше тоа мечка? Тој човекот што разговара со него. Грчки оперативец е тој. Кај што му вика за пари, за име. Така? Тоа е едно. Значи, он отворено вика, да пројдат изборите и ќе се нема проблем за промена на име. Така? Такво нешто нема за Грујо. За Стојанче што да збориме? Нели Стојанче активно учествуваше у промената на името. Второ идеше Стојанче да носи цвеќиња на споменици на Учака, ќе се помирувал. Они биле регуларна војска ги прогласи. Значи, од терористи во 2001 он ги прогласи за регуларна војска само за функција. Мислам, Петар е тука како да кажем сега, да не ми... Гледачите не замолуваат да не трошиме време на Петар Богоевски. Не, ама друг контекст. Свалете го од вокабулар. Друг контекст. Не. Друго е објаснувањето. Зашто би ги земал Нифа кој е толку јак? Значи, ако е он јак и 200.000 гласа води пред СДС, што ќе ги собира овие со по 100-200 гласа? Тоа збориме. Не зборуваме ние за овој како парадигма на Lost in Space. Која е логиката? Чекај малку, зашто да не го спомнуваме Љубе? Па го имаш на снимка кај што вика дека ќе го смени името. Како да не го спомнуваме? И награден беше за тоа. 7 години е кај Заев. Дали е ова, јас се прашувам, некое транспортирање на кадрите на Заев кај Мицко? Дали се ствари иста структура они? Дали е ова нормализирање на промената на името? Има тука посериозни прашања од циркузите што ги правеше овој вчера. Значи, он е најнебитен. Ја го гледам неговото доаѓање као на Мицко, му кажа, ај сега ќе видиш тие што ќе им направам на нив. Да. За му се додвори на новиот газда. Од 67 пратеник у претходната емисија што ви ветуваше, вчера дојде да прави циркуси и да глуми жртва. Значи, он е небитен. За нас е битно што овие луѓе, кои што се политички отпадок, и морален отпадок, и генетски отпадок, условно кажано, нели, да не ме... Значи, ти имаш такви луѓе, кои што у моментот кога мисла дека ќе се доберат до функција, си идат таму. И кој им го дава сигналот? И зашто овој кој е толку јак, собира 200-300 гласа, сите на куп 200-300 гласа немаат. Така што, и тоа како треба да ги дебатираме, како моментална рамка која што се создава, пошто они самиот вика у статусот, како беше што се создавало? Буица, не, што рече дека се создавало? Бран,
Бран некој. Он е дел од бранот. О, Господи, сачувај. Значи, вази они се убедени у нивната вредност. Добро, ма Филип, Ама они имаат НЗС, значи НЗС анти-ВМРО и они имаат второ НЗС, најмал заеднички содржател, сите се дел од промената на името. Сите се дел од промената на името. Активно. Прво го рушија ВМРО, го рушија Грујо, па го рушија ВМРО, затоа што ВМРО беше против промена на името. Со Груевски. Ја пак ќе кажам, имало ли таму криминалци, немало ли, има кој треба да го утврди тоа. Не сум ни обвинител, ни судија. И имало. И ја имам став дека имало. А Павле Трајанов, што у суштина е причината ради која се направи СЈО и Пржински договор се подпиша. Се сеќаваш дека Павле Трајанов и Дом се заканија дека ќе излезат од влада и дека ќе рушат владата на Никола Груевски ако не се подпише Пржински договор и не се прифати СЈО. Па тоа ти се тие Сега Павле Трајанов, пак кој што индиректно го осуди Миле, Гордана, уставобранителите, не знам кој, заборавам некој, сигурно. Кој што ради него овие луѓе се у затвори и беа у затвори. Се промени името. Името се промени. Уставот се промени, Асном се избрише. Сега Павле Трајанов ќе го земе у коалиција со ВМРО. Значи, ништо не е битно. Не е битно ни името, ни уставот, ни никакво поведение. Битно е само се доја на власт. И овој формирал бран. Махатма Ганди ќе бил дел од бранот. Он ќе ги обединал сите. Како да не ги спомнуваме. За мене се они, го ти кажам, едно наличие на ова тажна реалност во која што живееме. А Стефче Акимовски, кој што се бореше против промена на името, кој што лежеше затвор затоа што не ги прифаќаше нечестните понуди на СДСМ, Стефче Акимовски не чини. Ајде да видиме прво Рисо Соколовски егеецот, да го поздравам, поздрав. Стојан Ангелов дели канцеларија во МНАВ до командант Вентили. Ај сега, Филип, пушти го прво статусот на Стојан Ангелов да го прочитам. И зашто имаме ние против? Пошто вчера не беше јасно, ние сме биле против некако обединување. Не, ние сме против уништување на ВМРО ДПМН со вакви луѓе. Вели 20-метарската кула на УЧК и борбата за траен меѓуетнички мир. Свеченото отварање на 20-метарската спомен кула на УЧК во Липково, на кој присуствуваа и Али Ахмет, и Талат Джафери, Артан Груби, Фатмир Бесими, Бујар Османи и други високи представници на владата, собранието и на Дуи, колку и да не му се допаѓа некому, треба да биде пример за македонски државен и политички врв. Како треба да ја чествуваат македонските бранители од 2001 година кои дадат својот живот бранејќи татковината. Чествувањето на загинатите, но и почит кон ранетите, травматизираните и сите останати македонски бранители кои на било кој начин во било кој го учествува во одбраната на Македонија во 2001 година. За разлика од овој нов споменик Нучево кој се наоѓа некаде далеку во Липково, ние македонски бранители имаме достоинствен и репрезентативен споменик во строгиот центар на Скопје во непосредна близина на македонско собрание и Скопскиот площад. Останало уште овој наш споменик да се поклонат представници не бит. Затоа повикувам да не се крева непотребна меѓуетничка тензија поради новиот споменик на УЧК, бидејќи јас како непосреден учесник во одбраната на Македонија во 2001-та можам да им честитам на наследниците на УЧК Дуи за почитот која покажуваат кон загинатите од нивните редови. И се? Ај сега пушти го споменикот да видиме како изгледа. Тоа е споменикот во Липково. 20-метарска кула и борба за траен меѓуетнички мир со големи букви. Да. Наслов ставил Значи, ова е кулата за која што Стојан Ангелов вика дека требало да се направи и оваа била символ на мир. Оваа кула и дека ние треба да ги чествуваме исто така борците на УЧК. Како Стојан Ангелов, мене не ми е јасно околу концептот на обединувањето на ВМРО ДПМН со, демек, они имаат концепт да се обединат за да го детронизирале Дуи. Како да го детронизираат Дуи кога со Стојанче Ангелов кој што вика дека наследниците на УЧК од Дуи биле луѓе за пример. Биле борци за слобода и биле требало да бидат еднакво почитувани. Како тоа ќе се борат против Дуи, кога тој ги фали Дуи? Тој им честите на Дуи.
Ај се да видиме следната фотографија каде што Стојанчо Ангелов на оваа фотографија, ова е, не знам кој од гледачите бил натака према Липково. Пред Липково има една, како се каже селото пред Липково? Филип? Слупчане, Па Лојане, Ваксинце, непосредно пред Липково. Матече. Не знам дали беше Матеч. Од десната страна на сред село, десната страна има гробиште на Учек. Сегде има гробиште на Не, ова е во сред село и спомеников е до него. Јас сум бил у Липково. Јас сега ќе Ова е Стојанчо Ангелов како Ова е Зендели ли е до него? Зенделија, да. Да. Ова е Стојанчо Ангелов како поставува букет цвеќе и се поклонува пред гробот на еден од терористите, не знам, не сум сигурен на кој, на еден од терористите од УЧК. И како овој човек ќе се бори против детронизирање на ДУИ? На овој начин не се детронизира ДУИ, на овој начин се легитимира ДУИ. Дури и коалицијата на Мицкоски го легитимира ДУИ на овој начин, со тоа што зема во коалиција луѓе кои што го величаат ДУИ, кои што го фалат ДУИ и УЧК, кои што зборуваат за нив со пиетет, само го легитимираат ДУИ. Причината зашто, например, од ВМРО ДПМН никој не доаѓа кај нас во емисија, затоа што знаат дека ако дојдат кај нас, ќе легитимираат се што сме кажале. Истата логика важи и во политикава. Ако Стојанчо Ангелов ги легитимирал ДУИ 7 години од власт и потоа оди во ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН де факто го легитимира ДУИ и му паѓаат у вода сите приказки. Со овој човек ќе го буткаме ДУИ. Или со Љубе Бошковски. Тоа е нашата реакција. Ако ВМРО ДПМН води 2:1, 2,5:1, 3:1, што е поентава сега да се собираат луѓе кои што само може да наштетат? Што е поентата да се собираат луѓе кои што биле екскомуницирани од ВМРО ДПМН заради тоа што биле работеле контра партијата, контра организацијата, спротивно на македонските национални интереси? Што е поентава? Ти ако водиш 2:0, 3:0 у 89-та минута, што е поентата да се отвараш, голманот да го носиш на друга страна и да го ставиш голот празен? Паметни екипи у 89-та минута на резултат 3:0 си подаваат меѓу себе на нивна половина. Играат бункер. Ова што е? Со овие луѓе ли ќе го буткаме ДУИ? Пушти го видеото, те молам, од Љубе Бошковски. Само да прочитам уште едно нешто кое што ВМРО ДПМН го легитимираше со внесувањето на Стојанчо Ангелов во својата коалиција. Ангелов изјава од 2019 ноември месец вели и ВМРО ДПМН преговараше за името, но се сомневам дека ќе успеа да го зачуваат идентитетот како што тоа го направи СДСМ. Додека тие нас не обвинуваат дека ние сме предавници, кои што го промениле македонското име, забораваат дека истите тие со години наназад преговараа за што? За промена на името. Македонија. Токму ВМРО ДПМН воде интензивни преговори за промена на името, но нивната промена ќе била малку поубава од таа што ја направи владата на Зоран Заев. Ова е на трибина на СДСМ во ноември месец 2019 година. Значи не само што се легитимира УЧК, туку се легитимира и промената на името. Значи Стојанчо Ангелов активно учествуваше во онаа кампања излези за Европска Македонија на СДСМ. Исто како и Љубе Бошков.